Почитувана госпоđo министарке, почитуван началникот на генералштабот, почитувани генерали, почитуван декан, почитувани гости, дами и господо. Чест ми е да ви се обратам во името на 20-та класа. Иако задоволството не е целосно, бидејќи настанатата ситуација не спречи ешелонот да го формираме исто како првиот пат. Пред 4 години со колегите од Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово, кои што денес не се присутни. Патот почнува од тука, питомци. Ке ве учат како да се построите, додека вие не знаете што следно ве очекува. И за 4 години ке бидете каде што сме ние сега. Вие ке бидете тие што ке постројуваат и командуваат. Тогаш ке знаете зашто се мора да биде навремено, точно, прецизно. Ке го разберете секој остав и секое повторување за кое дури и во 2 и 3 година уште ке мислите дека се безпотребни. Не е лесно. Од цивилство доаѓаме со претпоставки, желби и мечтаење, но тука не дочекува реалноста. Соочување со ситуацијата и снаоѓање во истата се првите чекори кон војничкиот начин на живот, кој бара голема жртва, но ни дава многу, а тоа и го прави посебен. Ја облековме униформата и од тогаш сите навики од порано ги сменивме со нови, организирани, временски ограничени во рамките на распоредот. И со тоа станавме питомци. Станавме свесни за важноста на времето. Тогаш за прв пат бевме горди сами на себе. Тука заедно стануваме, учиме, работиме, се смееме и тагуваме. Ние, правејќи го тоа, имавме прилика без зборови да препознаеме кога некој е изморен, тажен, среќен или пак гладен. Само кога ќе успеете како нас, од 27 различни луѓе, карактери, однесувања и желби, да бидете целина, семејство во кое секој ќе подаде рака, на оној кој има потреба од неа, ќе стигнете до целта и сите во ист чекор ќе станете офицери. Ние уште на почеток, тука во клупите согледавме дека полесно ги завршуваме обврските кога меѓусебно си помагавме и поради тоа не постоеше задача која не можавме да ја завршиме. Благодарејќи на тоа, секој терен го исчекувавме со нетрпение, за таму практично да се усавршиме и да поминеме што повеќе моменти на кои ќе се сеќаваме цел живот. Токму таму, на високите температури со опремата и шлемот кој тропка над главата, ќе ви значи многу и самата помисла дека до вас има некој кој ќе ви помогне било што и да се случи. Само така, од војници, ќе преминете во светот на офицерите. Ние го искористивме нашето време и ги надминавме ситниците и несогласувањата. Почнавме да размислуваме и действуваме заедно. Пливавме и скијавме во ист здив. Поради таквите однесувања помеѓу 27 луѓе во 20-та класа, ја имавме привилегија да слушнеме дека сме вистински колектив. Дека сме класа која долго ќе се памети и класа која ќе биде узор за идните генерации. Гледате, не ви треба многу за да го постигнете истото. Благодарни сме на сите кои придонесоа за ние да станеме ова што сме денес. Пред се нашите фамилии, потоа професорите и старешините. Благодарност до сите кои ни дадоа пример какви да бидеме и што да отфрлиме во текот на нашата кариера во иднина. Не направивте подсврсти, попаметни, разумни и емпатични. Дека пофалните зборови не се без основа, ќе докажеме со нашата работа. Пред нас се новите предизвици, задачи и обврски, но и прилики. Нашите армии имаат потреба од официри кои се спремни да им одговорат на најсложените задачи. Среќна сум што имав прилика да бидем дел од овој строј. И за крај, сакам да искористам ова прилика да им се заблагодарам на нашите држави кои ни го овозможија ова. Во име на 20-та класа ви благодарам.